Овде мечка се работи уште еднашка за класичен пропуст на институциите, односно намерно прогледување на прсти, затоа што ова не е прв физички напад врз кандидатот за советник, четвртна листа во Виница. Пред 2 недели истото лице го тепало, го шамарало и му се заканува да постапило МВР, да го санкционирало насилникот, кој што очигледно е близок до актуелната власт. Ова немало никош да случи. Значи, ние во континуитет, поради пропуст на институциите, односно прогледување на прсти на луѓе кои што се блиски до власта, ние губиме човечки живот. Случајот со Росица, овој случај денеска, во Охрид, каде што 70 годишен старец бил претепан од локален мокник. Случајот, мислам дека беше во Струмичко, каде што дете му рекло на член на ВМРО ДПМН дека ќе изгубат на избори, го претепал човекот. Па и она што случи во дискотеката Пулс, сето тоа е резултат на дивењето на локалните мокници кои што им се дозволува од страна на партијата да прават што сакаат, се дека не случи некоја трагедија, не дај Боже. Еве, јас се молам дека детето ќе биде добро и дека сторителот ќе биде изнесен пред лицето на правдата, на паѓачот практично. Затоа што ова го нема никаде. Од Аздис ти да идеш да тепаш луѓе по улица, мислам, тоа е стварно примитивизамот од најдолен тип.